Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Бледиот настап на Венко Филипче на вчерашното негово гостување на еден национален медиум и повеќе од доволно покажува дека тој и самиот нема идеја што сака да постигне со тендерот за стерилизација, освен да воведе монопол на стерилизацијата во здравството и нормално парите на граѓаните да завршат во нечи џеб идните 15 години. Тендерот вреден на 13 милиони 700.000 евра, уште во првиот момент е сомнителен за јавност и тие нејасноти мора да бидат расчистени. Венко Филипче, како доктор со искуство, треба да е свесен дека околу ваквиот начин на стерилизација се поставуваат неколку, односно многу важни прашања на кои Министерството треба да одговори пред воопшто да го започне овој процес, кој секако ќе биде единствено на штета на пациентите, на здравствените работници и нормално на буџетот на државата, односно парите на граѓаните. Венко Филипче да одговори, ако се централизира и регионализира службата, што ќе се случи со вработените кои веќе работат во постоечките служби за стерилизација, дали ќе бидат дислоцирани или ќе влезат во составот на некоја регионална служба за стерилизација и кој им гарантира дека тие воопшто ќе останат да работат на истото работно место. Што ќе се случи со постојните вработени здравствени работници, помошен персонал? Дали ќе останат на своите работни места или ќе има отпуштање и преместување на работници од една во друга институција, односно од еден во друг град каде што ќе биде регионалниот центар. Тендерот по овој терк е планиран да воспостави монопол во наредните 15 години за стерилизација по клиниките. Дали се свесни Венко Филипче и СДСМ дека со овој принцип на централизирано стерилизирање постои можност да се доведе во прашање здравјето на граѓаните, кое е најважно во овој здравствен систем. Планирано е целата опрема што ќе се стерилизира да се превезува до клиниките и болниците со возила и од тука нормално постои можност дополнително да има инфицирање бактерии на истите инструменти. Експертите коментираат дека на овој начин неколкукратно, односно до 5 пати, ќе се зголеми цената на стерилизацијата. Сето тоа ќе падне на товарот на граѓаните. Услугата нормално нема да е ништо повеќе од сега, односно ќе биде само полоша. Така да уште еднаш апелираме Венко Филипче да се прииспита и да го повлече тендерот и веднаш потоа да си поднесе оставка и да ги спаси граѓаните од неговите погрешни политики во здравството. Благодарам.